мечка и овој со него. Кога ќе правите па емисии, бе? Чуј му гето. Отвори позади. Работите излева надвор од контрола. Почнува тешки муабет. И неколку медиуми низ историјата на независна Македонија се напаѓани и од едната и од другата страна, и од ВМРО ДПМН и од СДСМ. Не мислам дека тоа е мерило за тоа колку е релевантен медиумот или колку е успешен. Мислам дека тоа не е мерило, но е некој знак и е некоја индикација за тоа дека тоа што го правиме на вистина вродува со плод, а тоа е кога ќе ги погодиме темите, кога ќе ги боли, дека сме ги откриле оние кои што на грбот на народот се богатат, го лажат народот и упропастуваат државата. Вакви напади имавме од 2016-17 до лани, преклани кога беше, од владата на СДСМ, предводена од Зоран Заев. Од владата на Ковачевски добив правосилна пресуда, денеска ми ја пуштија правосилната за правосилна пресуда со која што сум осуден на 6 месеци затвор или 2 години условна казна за објавување на документ службена тајна. Но и да речеме они се малце они се формални у нападите. Вчера имавме случај, синоќа после емисија околу 1:30. После емисија нели тука у студио моабет ваму таму, додека се испратиме у двор пред редакција. Правевме моабет, ја, Милош и Филип. Се договаравме за следната емисија, он има Cyber команда у сабота. Се договаравме за таа емисија. За новата година што ќе работиме. За новата година и така Планови, правиме моабет како ќе изгледаат дебатните емисии и така натаму и така натаму, и додека стоевме у двор, дојде еден пред врата. Не имаме реклама. Инфомакс. Дојде, пушти 4 жмигавци, излезе од кола, извади телефонот, почна да снима. А не виде дека сме внатре, што значи дека планирано го сакал да предизвика инцидент. Му викам другар, што правиш со телефонот? Што сакам ја ќе правам? Викам, собери телефонот, не смеш да снимаш, бидејќи е приватен објект. Што сакам ја ќе правам, не знам што, и почна нели да навредува, да приказките на Миленко, да се заканува. Приказките на овие штаботомите од ВМРО ДПМН, на ботовите на социјалните мрежи, со тие тези да речам, се обидуваше да не навреди. Му го фатив телефонот, му го дрпнав. Со цел да намалам тензии, му реков да си оди. Почна нешто да се сили. Понатака нема да дообјаснуваме, како и да е. Понатаму продолжи со закани реално. Да. Дека требало да не убиеле, дека требало да не стрелале, да не запалеле, ќе не иселел, ќе не знам што. Помине како што помина таа ситуација, нема да се инкриминираме ние, но на крајот влезе у кола, го испративме и си отиде. Нормално си отиде кога пријавувавме више во полиција. Кога свати што направил. Пријавивме во полиција, дојде полиција, бидејќи новинарите се службени лица. Благодарение на иницијативата на ЗНМ и на Чадиковски, новинарите се службени лица и тоа се третира како напад на службено лице. Не на едно, на тројца во таа ситуација, на мене, на Милош и на Филип. Бидејќи сите имаме новинарски легитимации и сме членови на ЗНМ. Дојде полиција, зема записници, потоа не повикал кај 3:30 така нешто беше во полициска станица Кисела Вода. Инспекторите по населен криминал направија кривична пријава. Денеска лицето беше приведено, го повикаа и него станица на препознавање пред обвинител.
и тој сам призна, бидејќи не може да не признае бидејќи имаме снимки од безбедносни камери, бидејќи имаме и елаборат за безбедност и елаборат за видеонадзор, бидејќи ова е редакција, студио, сите тие салтанати ги имаме и мораме да ги имаме. Ќе пуштиме само мал дел, бидејќи таа снимка е дел од предистрага, значи нема да ја пуштиме цела, ќе пуштиме 5-6-10 секунди. И лицето заработи кривична пријава. Да. По која што ќе одговара за... Дигнаа малку уши, сега се силни. Па не знам колку е ова показател на сила градоначалник, затоа што Заев проба со нас физички да се пресметува, тоа го направи во Прилеп, во Кочани, кога беше готов. Кога паѓаше. Ова е израз на слабост за мене. И оние напади кои што беа кон Инфомакс и кон нас лично, беа израз на слабост, затоа што силен човек кој што е убеден во изборна победа, кој што е сигурен дека ќе биде премиер на оваа држава, нема да прави вакви работи со кои што реално си го загрозува. Од обезбедувањето ивица има некој ивица? Сега ќе кажеме све. Тој се фали дека сите диско клубови, казина, он ќе ги обезбедувал, више готово човекот. Ова ние, како да ви кажам, ова ние што правиме овде, им брцкаме во манџата, како ти кажам, и плюкаме во манџата. Они ја гледат власта како манџа, да сркаат. Тука е проблемот. И тоа ужасно ги нервира. Колку да сме ние во право, колку да зборуваме вистина, колку да гледаат дека имаат таков како што го имаат, што ги води. Они те мразат, затоа што гледат како шанса да се доберат до власта. Тој ќе ги обезбедувал сите казина. Ај пушти ја снимката од првите 5 Ја не знам секунди, дека постои такво лице. кога излагаме ние од врата до таму. Као се митралесово, види го, бе. Ој Тарзан, бе. Сега вака да кажем за кој се работи. Лицето е иначе човек кој што бил раководител на сектор, направен сектор во ФЗОМ. Што е ФЗО? ФЗОМ е Фонд за здравствено осигурување на Македонија во времето на ВМРО ДПМН, кога Маја Парарџиева била директорка. Докај до пред 5-6 години. Инаку учествувал во кампањата учествувал на ВМРО ДПМН за локалните избори во Кисела Вода. Активно, зашто има и фотографии на Facebook, нема да кажеме како се вика човекот. Заради истрагата нема да кажеме. Што на врска со истрагата? Добро, да бидеме коректни заради обвинителката и заради институциите кои што замолија да не, додека барем не се објави и додека не се поднесе обвинението официјално, да не нарушиме истрагата. Процесот да не го нарушиме. Кога ќе го поднесат обвинението, ќе го објавиме, не е тоа страшно. Се работи за лице чии што брат има невладина организација која што во последните невладината организација се вика како се Македонски зелен центар. Македонски зелен центар кој што има добиено повеќе пати проекти со македонски зелени глави. Да. Има повеќе пати добиено во последниве неколку месеци, последните 2 години практично има добиено повеќе проекти од општина Газибаба, аеродром, Ѓорче и така натаму. Проекти. Да, пари. Да, пари. Веш машинен. Да. Значи збориме од оваа актуелна гарнитура градоначалници на ВМРО ДПМН има земено повеќе. Лондринг. Да. Се работи за лице кои имаат фирма за украсувања, за такви работи, не за украсување на, меѓу другото за украсување и на овие новогодишни светилки, настани, концерти и така натаму. Таа фирма исто така има земено проекти у последниве 2 години за речиси сите настани, она Македонија како беше?
ВМРО-ДПМНЕ што го организираше караванот? Што ти викам, ја оманџата Македонија и во брцкаме. да, Македонија во Абе, срцете носиме, оманџата. за тоа имаат земено доста средства за роден дени на општини, мислам за тие урбани опреми, не знам, украси, љуљашки и така натаму. Практично се работи за лице кое што е во блиска врска со луѓе од ВМРО-ДПМНЕ. Имаме и слики, имаме и фотографии, имаме и снимки. Доенче, на нивна Имаме- цицка, односно на државна цицка. Да, и стипендиста, Конрад Аденауер и така натаму и така натаму. Има доказен материјал. Као што кажав, нема сега да го објавиме, од проста причина што ќе оставиме институциите да се завршат работата, па после кога ќе можеме ќе го објавиме. И сега само да прашам, него искјофтавте? Не, со смокви го почастивме со сладко од смокви и со кафе. Добро. Да. Ете, тоа за сега ќе го кажеме, но она што повеќе загрижува е тоа што црните листи кои што ги објавува полтроните на Мицкоски, а објавува таа црна листа на тој. Треба да се побара, ќе пушти речи. И не се само црните листи, него и цела кампања што ја водеа во медиумите против нас. Значи говориме директно партијата ВМРО-ДПМНЕ. Не говориме она што го правеа дополнителна шизофренија против нас на социјалните мрежи, туку директива што го правеа преку партиски соопштенија и јавни настапи на телевизии, каде што со име и презимен не споменува за настан со кој што немаме никаква врска. А да, подпредседателите на ВМРО-ДПМНЕ тоа го правеа. Значи Тимчо Муцунски на телевизии повикуваше на насилство. Александра Пандов повикуваше на насилство против Инфомакс. Да сме се затвореле, НАТО требало да влезе одека. Мислам, овој председателот на УМС на ВМРО-ДПМНЕ, на младинската организација повикуваше на насилство, на подкасти повикува на насилство против Инфомакс. Миленко Неделговски црни листи пишуваше кај што не стаи сите на црната листа, ние сме биле треле да не утепаат нас. Кој е све тамо на црна листа, бе? Па ние сме ја, Милош, Наталија. Стифе? Ти си на црната листа. Малде. Така да, Вака јавно да му кажам, ми се тресат колениците да не ме става друг пат на црна листа, оти ја имам слабо срце, може да ме удри инфаркт, ќе ме носи на душа. аха. Јас сум еден плашлив човек, многу се плашам. И го моламе јавно да не ме става на такви работи, да не ме тревожи. Многу сум плашлив. Благодарам на поддршката и на донациите Крстец Сакој и Спасо Јегер. Фала ви на донација, фала ви на поддршка, фала ви на лајковите и на шеровите и на сабскрајбот. Сега, ова е резултат на таа кампања на линч и на тоа се научени во ВМРО-ДПМНЕ. И на интереси, и на лични интереси, кои што се загрозени. Не е само резултат на кампањата, затоа што има луѓе кои што верувам дека подпаднале под влијание и се жртви на таа кампања. Овој мислам човек дека е жртва единствено на сопствениот личен интерес кој што очигледно ние некако Дечко, може е супер. Не го знаем. Може си окей. Ако беше окей, ќе Ама е правеше жртва, муавет. он е жртва на таа пропаганда. Он е жртва на тие кои што имаат лични интереси, кои што немаат храброст да се соочат да дојдат овде у студио. Немаат храброст лично со нас еве да седнеме пред целата јавност, нема проблем. Ајде, они имаат за мене нешто да кажат, имам јас за нив нешто да кажам. Нека дојдат, нека кажат за мене се што знаат и се што сакаат да кажат. Слободно, ја нема да им исклучам микрофон. И ќе седам тука, нема проблем. Еве нека дојдат. Петар Богоевски, кој што вчера беше тука во студио, многу мирен, да напоменам. Вели, тече низ ногавици, на измекјариве на дуи, СДС, Левица, Инфомакси, Вилипчовци, само со започнувањето на процесот за обединување на опозицијата. И од него се А обединува. тек кога тоа ќе стане стихино. Викаат сме биле небитни, а од уста не вадат со денови и месеци, па кој се замара со небитни. Очигледно дознале колку сме битни и колку ќе го кркаат од нас. Добро. Тик-так, црн тефтер.
Може се нешто да кажам? Ама што тик-так вчера беше тука? Што како мач? Ај пушти го брат да видиме вчера како излезе од студио. Пушти го Ајде. да видиме како излезе од студио. Ајде. Ја не знам зашто не го снимавме ова кога излагаш од студио. Живот чекам, па не видов. Па добро, ти досним. Бруко едно. Ама не, што мислеше, дека ќе доеш тука и дека ќе ти дајме да лажеш? Не бе, не. Не, ама што мислеше? Добро, добро. Види. Сам сега Види. да се закануваш. Дојди бе. Пак ли бе го Еј, викаш? Милош, Не ајде, го брат. викај пак бе, Нека жите дојде, се. Ај, олабави, Абе, бе. ај, остај таму. Вчера беше тука, ова имаше шанса да го каже уживо. Да. Значи се ова ај Ја многу мразам кога некој ми се заканува. Мене ме нервира, ме фаќа не нервата. брат, Не, ја бе, вчера не, му бе. кажав, Не, добро, бе, ке не, да бе. не смешам, Не, бе, ај смешај, Ва- ама ја ва- трт парт толку. Ај готово. Јас сакам да му се заблагодарам. Добро, добро, Баш видовме ме, што- ме издвоил по име и презиме мене, мада сака да ме навреди. Нели ми измишља називи и така натаму. Мислам тоа е нели дувловското тоа, ботовскиот начин, тоа му е нивото на него, така што немој да го сметаш тоа како закана, ова е повеќе како израз на немоќ. И каква стихија, бе, Милош? Он ли е стихија? Не, Љубе Бошковски стихи. И Стојанче. Каква стихија, бе, брат? Која стихија? Абе видовме ние од големите мажи како Љубе и како Стојанче се изнагледавме брат. И као бунтур. Значи Бунтур не го рачунам ни у маже, Бунтур е изгубен случај. Значи дечкото не може да се снајде по Скопјево и пробува нешто да изиграва како ти кажа. Тоа е на Мицко таа карикатура. Тоа е таа Огледалото. Тоа е тоа гледало, тоа е таа карикатура на Мицко. И Мицко не знае шо е, кај е, каков е, мафијаш ли е, политичар ли е, професор ли е, швалериште ли е, не, он не знае што е. И пробува секој да се докаже, ама тоа многу не убаво изгледа, невкусно, неприродно, не си тој. Како да ти кажа, истото ти е и со овој, изиграа нешто, ова, мач. И крај. Не ми го коментирате, молим те више, избришете го од вокабуларот. А за такви мажиња као Љубе и као Цоци, видовме. Големиот херој, Зашо не дојде вчера? па пошто е голем херој. Многу е јак на вилица, многу е јак на све, арно ама не дојде. Да не отиде во Америка мостот да го оправа, нели се сруши во Америка мост? Доаѓа са Вале пријател и вози мотор. И правиме моабет меѓу другите работи за околу некои теми кои што се од вистински јавен интерес. И на крај на моабетов ми вика мечка супер ова, еве ти материјал имаш што имаш. Одлучи си како ќе го објавиш. Јас само сакам вика да ти кажам. Кога возиш мотор, барем у периодов, у наредниве 3-4-5 недели, помалце вози го, има вика насока, а има и план да ти направат белја. И сега такви моабети, од кога работиме у новинарство, тие сме ги слушале. Такви моабети не сум ги земал здраво за готово никогаш. И викам, добро, бујрум, нема проблем. За вечера, за пред едно саат, еве веќе саат и пол, ми се еден човек кој што има прилично добар пристап до такви информации, до таква групација на луѓе кои што се занимаваат нели со такви работи, вика, види, ја ти се да ти кажам да си знаеш, вчера имало план да ви наштетат, да ви направат нешто, тука во редакцијава или напред пред редакција или некаде по улица. Имаат подготвена група од неколку луѓе, не беше сигурен колку од нив се македонци, колку се албанци, но кажа таква група, која што се подготвува да ви направи штета, да ви наштети, да ве нападнат и така натаму и така натаму. Вак се да ви кажам. У животот сум се плашал само од Господ и се плашам само од Господ и страв ми од струја.
Толку. Со тоа само си правите сами на себе белја, па дури и да не е така, дури и да не подготвувате ништо, дури да пуштате сава моабети со кои што мислите дека ќе влијаете психички, ние нешто као ќе се повлекуваме, ќе се плашиме, сте се зезнале, само придонесувате повеќе да не мотивирате. Ако до вчера сме се обидувале да не бидеме пристрасни. да не бидеме пристрасни, да не бидеме Да бидеме објективни. некултурни, да не кажуваме имиња, да не изнесуваме приватни работи, приватни факти и така натаму. Од денес нема да биде така. Од денес бидејќи веќе станува работата лична, ако така планирате да играте, ќе играме и ние така. А такви фраери, слободно, бојрум. Да. Само да ова го кажувам не заради друго, но би сакал само да, ако нешто се случи, да знаете од кај е. Пошто имаме пристап од таа ситуација до јавност, до телефон да пишеме или нешто, да знаете од каде е. Од чија е нарачката и кој тоа го планирал и кој тоа го направил. Како? Кој е нарачателот? Подсетуваат од режија дека не каже. Нарачател е Мицкоски. Лично. Лично, да. Нарачател е Мицкоски лично. Божан, нема да се случи, пички се. Мислам дека си управо. Се плашат од ефектот што ќе го постигнат, ќе постигнат негативен ефект за себе. Од тој аспект мислам дека да, заради тоа не би го направиле. Али окей. Закани не поминуваат, контрапродуктивни се за вас. И опасни, да. Да. Барем кај мене, прво јас судам после институции. Мечко живот човек се плаши само од две работи, Господ и од татко. До кај 8 оделение многу се плаши од татко. После докога ќе му се јави од школа. Вика од почит. Од почит, да, да, па добро. Така е. Иначе следачот Така е и од те жена, предупреди дека ќе ти дошле со тейзери, си им дал идеја. Нема проблем, слободно. Дека се плашал од струја. Ако нека дојде. Јас за тоа не им кажувам од што се плаши. Ја ќе им кажам. Ничо само од висини. Зашто бе? Е што бе брат? Не е високо сме испрат, што се кеш? Да, не е високо. Не се зам... Слушай, у авион ќе го качат. У Малта ќе го однесам. Имаме у Малта бе брат, кај мигрантите имаме човек таму, што? Еве те гледат. Пушти го другиот коментар. Да му собратам на лицето. Лицето е за лечење. Чекај. Не, ама стварно е човекот со диагноза. Чекај бе. Види. Инфомакс има објавено текст. Минималните трошоци за основни потреби на едно семејство во јули се 60.570 денари. И Сашо Ристевски пишал да можам би ве убил. Нас. Ова го видов јас. Нас, па ти ни го прат. А ние не сме криви што се миналното. Не разбери. Он нас би не убил. Дојди бе брат. Пиши, ја да ти давам адреса. Да ти дадеме можност да не убиеш. Ама ако не убиеш, Немај после. Нема, човекот е со посебни потреби. Мислиш? Да бе, да. Го Се знае. мотка таму, Знаеш полка кој е? центар. Да бе, да. Ама се мота по штабови, ја? Да бе, да. Полка центар. Го знам бе, пријател ми е на Facebook. Ој! Од време на време ќе ми пише убав некој коментар и сега пишал да можам би ве убил. Сега, Сашо, што да ти кажам? Да си жив и здрав и ти, брат. Полиција, бе, Панче Тошковски, министре, Cyber Crime, Жуто комбе. ова нешто има ли овде? Жуто комбе. Он да можел би не убил.
Жуто комбе му треба на. Кај се наоѓате бе? Што ви е на вас бе? Смирете хормоните малце, ало. Мислам како ти кажам. Види, од овие ваквите си патиме. Од овие најмногу си пати држава. Тие што не ги казнуваат овие од кои што си патиме, не ги казнуваат затоа што тие ги носат нивна власт. Се доека нормалниот убав народ не излезе на гласање, не партиски потрчковци, не партиски полтрони и послушници, не искочи нормалниот народ на гласање. Оние 50% кои што не искачаат на гласање, не гласаат оваа држава, не ги интересира политика, се занимаваат со приватен бизнис, семејство си водат и така над. Се доека тие не искочат и не направат некаква промена, овие партиски куртони ќе ги менјаат ВМРО и СДС у наредниве уште 30 години. И ќе биде исто. Ќе се прават истите работи, ќе збориме за истите работи, ќе собираме пари за лекување на деца, доека ќе патуваат политичарите со бизнис класа, ќе зборат дека требало 10 закони да се сменат за да се ја намалат платата, да се ја намалат. А сега ќе се зголемува пак? Ќе се зголемат пак платата, значи. Од овие си патиме. Вие овозможувате да го дупат обичниот човек у здрав мозок. Ајде да го пуштиме ексклузивно видеото. Ајде да видиме сега како Кој директор на ВСМР од управата за санкции дали ќе постапи на овој допрен глас. Еве ние гласот ќе му го пуштиме сега. Дали гласот ќе го допре за да превземе некакви соодветни постапки, а утре ќе му поставиме и прашање на управата за санкции дали ова може да биде предмет на истрага и дали ќе значи и разрешување на само што назначениот директор на Струмичкиот затвор. Ајде да го видиме видеото како ќе му одговорам после. Како овој новиот вечерва што го назначија директор на затворот во Струмица барал мито од затвореник, а затворениците внатре меѓу себе се снимаат и се објаснуваат како одела шемата со мито. Ајде да видиме. Задно касар. Неким не. Бъде пуштено да спомнят? Јуни месец беше. Юни или по-рано? Јуни. У юни? Юни фактически плати, така ли? Да. А тук карактеристика дойде затвор. Да. Да ти потърваш мислене, карактеристика. Карактеристика се он изпишава. Што треба? Без да морите. Кој? Македон. Македонските възстачи. Да. Кој иде това? Аз ту ще работя управата. Почешал работа. Малко ще за кој ден си какви работи на пуща. От тук от суду. Уйде. Аз съм от суду. Тук. И няма. Трябваше да викнам да дам молба какви работи, знаеш да се каква поръчка лъчат. Он не се е пишал. А ти подпишла ли си после на молбата? Ми кажете? Нищо. Не си подпишла. Подали ли партено? И малко. Защо юни месец? Юни месец. Но как много да спорваш колко пари сме, ти дали пари сме. Колко пари? Три. Шо три? Ти дали сме шеф, ме как да сборам партнери. А шо три гъде? За молба. Денара? А не ли 300 евро? А за това, за той глушецото малко наш кофе. Ага. За това. Не си да не знам. А им съм 300 евро те за малко, какво ще кажа? Така не жада кажу, разбираш ме, не е въпрос. Аз доздах глушецото да ви. Може глушецото сакам да поднесе върху него. За това разбираш ме. А он глушецото дека е, на кой му стоиш? Преко Македонка ли? Тук, А ти три денара кой е? кажи сега. Шефът ги пратил 3 дни на адвоката, тук на нова сметка. После ме свали дека него. На шеф. Ага. Ме как да държи му 3 дни, къде не го да каже. Разбираш? Ага. Затова аз много... А я мислям да съм дал 300 евро, а ти фачи тия 3 денара взема ли да има и на шеф тук?
Значи затвореникот има право да достави молба, како сите други што имале право да достават молби, како и овие што ги подпишал Пандов за бракето 27. Имал право да поднесе молба без пари, нормално, да ја поднесе молбата за да му дадат условен отпуст заради некоја ситуација, не е битно која е. Освен тоа, тачно е ова што го кажа, затворениците имаат право на бесплатна правна помош од службите во затворот, така е. Сега тој инструкторо, сега директор од вечерва на затворот, му рекол 3000 дарки, дај за да Завршиме работа. за да завршим работа, молбава да ти ја пишат. И не само што он дал 3000 денари, сега се луѓе кои што за кои што 3000 денари се многу пари. 3000 денари му дал на инструкторо, Зоки, поднеле молба и молбата му ја одбиле. Затоа затвореников го пријавува инструкторот Зоки дека го измамил. Му дал 3000 денари, му рекол ќе те пуштиме на условен отпуст и не го пушти. Да. Ајде пушти сега, дај да го документот. Еве овдека пишува фино, лепо, како затвореникот се жали дека бил измамен од инструкторот. Па вие немате не знам како да кажам, вие немате, да не слушам какви клишеви, овие немаат усул, немаат душа, бе, брат. 3000 денари му викаш на затвореник дека ќе го пуштиш условно и го лажеш, затвореникот нема да го пушти. Па чекај, бе, тој се радувал ќе го пушта 3000 денари. Да. Другите 300 плаќале. Да, 300 евра плаќале другите. Он платил 3000 демек со попуст, а на сите им кажувал дека платил 300 евра за да не му ја спушти тарифата. 300 евра, да. На други по 300 евра им барал. И на крај пари сте му зелен, сте го зебале. Вие не сте честни ни у криминал кога правите, не сте честни. Ова е, ало, зашто човекот сте го зебале? Сте му рекле, дај 3000 денари ќе те пуштиме, зашто не сте го пуштиле? Ама зашто не го пуштиле? У Струмички затворот не лежат тешки криминалци. Лежат за полесни кривични дела. Види. Зашто не го пуштиле? Ама кога више му ветил за 3000 денари ќе те пуштам, шо не си го пуштил? Зашто го заебавате човекот? Зашто се го заебавале човекот? Толку ли немале бе некој човек да стат кој што не се води дисциплинска за земање на мито? Толку ли нема партија со колку членови се? 20 на 30.000, колку ли се, 100.000 или се, сега се 430.000, сите што гласале се сите членови на ВМРО. Од 90, толку ли немале да најдат? Еве Александар Миленковски вика, па и со мобилните исто им прават, ќе им земат по 50-100 евра и наредниот ден ќе им ги земат мобилните. Да, знам, сум слушнал и за тоа. Зашто така правите, бе? Зашто ги лажете луѓето? Затвореник да лажеш, човек кој што изгубил секоја надеж, му даваш 3000 денари, му ја креваш надежта и после го лажеш, не го пушташ. Брук. Па срамота, бе. Брука не видам. Срамота. Барем да го сте го пуштиле, немаше може ни да го објавим. Бруки. Иначе да, Гордон Фриман не подсетува сите дека имаше имаше чувар кој што му имаше дајано на затвореник пари за да му извади бугарски пасош и после го имаше пријавено за измама, пошто го излажал, не му извадил бугарски пасош, му ги земал само парите. Да. Мечка дај 2000 евра, ми вика банда пакост и ветувам ќе ти кажам тази криминал да го биде тука, ја имам 2000 евра, брат, да ти дадам. Мисля као да ти кажам. Ако даваш инфо, давај, брат, ја
2000 евра не. Треба и ние плата да земеме, не претеруј. Ако се согласат овие туку редакцијава да не Не, добијат плата. Не, фала. Не, фала. Па Мицко нели ќе го рече- земе. Нели ти ми Мицко. рече еднаш и без плата ќе работам ако треба. Па ако треба. Па треба за Ама информацијава не да. треба. А Сега, за да ја добиеме Како ние да му информацијава дадеме треба. 2000 евра, па он може и јака, може не е јака. Може и не дупи. Ти не мораш ти, секако брат, има нема, тоа е брат, Боро нема брат. Така е, Ја Гордон викам, Фриман вика инфо се дава исклучиво од патриотски причини. Така е. И плюс банда што ти викаат криење на криминал е кривично дело. Банда не се заебај се, се стае непријатно. Значи, Ај ќе се новиот договориме, вика ќе ме почекам. на почек. Значи, новиот директор на затворот во Струмица, назначен вечерва, у 6-ти месец, пред да биде назначен, зимал мито, за да пушта затвореници од... И ги лажел, што е нетрајшто, ги лажел дека ќе ги пушти, им земал пари и ги лажел дека ќе ги пушти. Колку треба да си нечесен да го направиш тоа? По-нечесен треба да си од затвореникот, да. А тој веројатно украл пиперки затоа што Па не е дома битно се, море не да знам јаде. ја, не навлагам у тоа, ама колку треба да си нечесен, брат. Ама човекот го поштува договорот, на сите 300 евра им кажува дека дава. Да. Кога му земал 3000 денари овој, сегашниот директор му рекол не кажувај дека за 3000 ти вршам работа, кажувај дека 300 евра кошта. Зашто? За да не му ја намали цената кај другите затвореници. Абе, брат. тарифата. Тариф. Значи ти рачуне он Ко- од еј, 100 затворени се каков- зема по 3000 денари, Каков бандит, брат? 300 денари. Каков бандит? Каков бандит? Само за директоре. Само за и од денеска он е директор. Ете. И после Сашо Шафхаузер. Сибиновски вика кој е директора да го пишуваше со име и презиме на документот Зоран Ристов. Па пуштете ја бе одлуката од влада? Не, имаше на документот, одлуката од влада се наброени, нема документ туку е треба. Да, има соопштение. Аха. Соопштение. Добро. Дејан Стаменовски вели сценарио за тетовирање. Да, втор дел може да преме. Ај пуштите го бројот овдека од Infomax. Да стои доле десно и чешот. Секој кој што има вакви информации, снимки, фотографии, секој што има некаква ситуација да пријави, не мора да е само лоша, може да си афирмативни добри. Спортисти ни пуштаат, да. Еве, на овој број на Viber или на Telegram можете да ни испратите сите информации што ги имате. А биете сигурни дека ние ќе ги објавиме. Не останало нешто необјавено. Филип Петровски е у чат, вика, ама Мицко честно и скромно живеел од професорска плата, има во интервју пред 1 година и пол. Вели сам. Но Ај, да први видиме снимката. како е овој Дризо. Да видиме овој На западу ништо ново. нелегалниот ВД директор на управа за извршење санкции како ќе реагира, ајде да видиме. أو كوماندير الروك Jag kan ha sket. Kusha tima. Man. Não, olha. Se bollovanje cimo se avankade. Simaro. Super massa pegar. Chega tu com não. Na roof de. Minha feet. Abdul. Ај. Да? Бегаат бе жандарите?
А што очекуваш ти од полицаец, бе, прошли пат зборевме, 25, 28, 30.000 плата зиме, што да прави? Да си стави, да. Трну здрава нова да си става? Што очекуваш? Не знам. Очекував Пандов дека ќе воспостави ред и мир. Демохристијански. Другар Диме вика Македонија се распаѓа, да бе брат? Да. Секој ден го збориме тоа. Другар Диме, те молам да ми напишеш за кој гласаше, брат. Да бидеш искрен. Кој сега лежи затвор, овие униформи или овие во цивил? Да ти кажам, мислам дека тие што се униформа се поише казнети него овие у затвора што се. Што вика мечка 25.000 плата, главата од торба. Па каки што збориш? Со будали да се расправаш? Не само тоа, државата нема да биде на страна на страна на полицајецот. Државата да ги затепа овдека? Да. Или да пука нешто? Одма, државен правобранител. Суспензија, Да. кривична истрага пред обвинител, искази, трте, мрте, ти реков ми рече. А за овие затворниците што го повредија полицајецот нема да има ништо сега. Нема да има дополнување казна, нема да има нов процес и така натаму. Треба да има. Кај бе полицаец? Вика Пандов битно е најде Катица. Ја врати у затвор. Не е така bad boy, не се сите толку. Имаш ти полицајци што ти се со 28.000. Не брат, ама и ова што го кажа Мечка дека никој нема Ама ги нема заштити да ако реагира, реагира. Тоа е у суштина Не да ги заштити. Не да ги заштити. Абе криви ќе бидат. У Идризово Полицајецом диво населје имаат бе мигранти свој. што брка. Да. Што Не, го бркаше? ослободија. Го ослободија. Ама му направија брат еден куп пиздари у животот. Тргнала таа да му го зима пиштолот. Да. Или друг. Таа е тоа. Знам за случај. А да беше тој полицајецот да беше маđар? Не, нели има таму и маđарска полиција и австријска полиција. Да беше австријец полицајецот. Немаш ти да прочитаме. Да беше австријец полицајецот што еве пукал у мигрантката. Орден за заслуги бе брат. Орден ќе му дадеа и што вика Милош немаше ни да знаеме дека се случило тоа. Другарот Диме ти одговори, вели за ВМРО ДПМН не гласав, не ми е криво. Па значи сакаш да се распаѓа дека. Не. Се зафркава. Види, не е проблемот, види, знаеш дека, не знам, гледачи наши знаат веројатно, пошто сме објавувале 100 пати сме го коментирале тоа, овој диво населје, цел спрат у затворот у Идризово е нивен. Значи тамо не влага полиција, уживо си се пуштаат, гезмиња си прават. Значи тоа е, тамо е работата излезена од контрол. Така да, а у суштина затворите ти се, ако сакаш за некоја држава да научиш каква е состојбата у државата, најдобар пример и показател ти е да посетиш некој од нејзините затвори. Не знам кој го има тоа кажано, ама тоа важи као непишано правило. Затоа што ти, ако условите у затворот и функционирањето у затворот ти е вакво, можеш да замислиш у каква држава живееш. Диме не, можеше за левица например. Абе луѓе, не знам сега го зборевме тој со Љупчо Интегра и сме го збореле милион пат. Не е проблемот дали си гласал за ВМРО или за СДС. Проблемот е што сте очекувале дека нешто ќе се смени у државава, гласајќи за едните исти кои што во суштина ја довеле државата до степенот у кој што го живееме денеска. Знаеш колку директори на Идризово и на ова управа за санкции од ВМРО и СДС се смениле у 30 години. Сите на свој начин допринеле за ситуацијата у затворов да биде ваква. Истото важи и у здравство, истото ти важи и у образование. Значи сите имаат свој допринос во уништување на македонските институции. И сега ти очекуваш дека пак ќе дое ВМРО или за 7-8 години ќе викате сега СДС да го вратиме и да очекувате дека нешто ќе се смени. Не може да се смени.
Божан си гласал за Најчевска. Па што? Ама што? Ја не знаев. Најчевска беше со на твоја партија. Твоја партија, како се викаше, твоја партија. Да. Тие никогаш не владееле оваа држава. Океј да гласаш за Антиестетичните- Ја не се согласувам со Најчевска за ништо. Идеолошки за ништо не се согласувам со нејзе. Ама океј, нормално е да гласаш за некој кој што не владел оваа држава и не придонал да се уништи, да се руинира системот. Таа беше логиката моја која се искочив да гласам. Била ушарена револуција, точно. Не била е. власт. Ама не била власт. Не била одлучувачки фактор, не одлучувала за ништо. Тоа е. Роберт Ангеловски вели условите во затворите не може да бидат подобри од условите на просечниот граѓанин, условите во затворот мора да бидат полоши. Океј. Ама во државите кои што на пример скандинавските држави имаат најдобар третман кон затворениците, тамо системот функционира најдобро. Затоа ти кажам дека затворите се показател за ситуацијата таму во кај една што држава. системот функционира најдобро, Да. сите се подмирени, Да. на крајот затворите. Кога и затворите се Кој што добри, тоа, треба, да. тоа значи дека се друго е супер. Така е мускул како и затвори, таква држава. Како мислат бугаринот нема владеено? Како нема владеено? Директор на Елем, советник у влада, има владеено. И без разлика, не е само Мицковски, партијата негова е. Партијата негова си има сменето, колку 3 пати има доено на власт у Македонија, исто колку што има и СДС. Кристална Снеголка вика, кој ни е крив што сме честни? Еј, многу честни сме. Многу честни. Како да ти објаснам? О што сме честни, само најнечестните ги одбираме. Нема врска. Нема врска. Чесен се дружи со чесен, нечесен се дружи со нечесен. Тоа е, како ти кажа. Ботот штаб вика, шефот ме прати да ја прашам, оти го баниравте колегата мој, ха, сега 2 дневнички ќе лапнам за мене. На здравје нека ти се, брат. Трудно става. Дека е тој бугарот да ни каже дека у чат. Абе, ние бевме ние, да ги бркаме бугарите од Крива Паланка таму после граница. Кога ги става у комби, им кажавме ќе го видат Скопје само на разгледница. Ама обаче Љутков што им достави. Ќе им испрати по една разгледница, да. Може и ще ги викне като почесни граждани. Заповедајте ме, трсивте. Трсиме го, министерот. Новиот директор на затворот во Прилеп има кривична пријава за проневера на 2 милиони во водовод Прилеп. Бил во СДСМ, сега е во ЗНАМ. Какво говориш, бе? Обаче ова ще не е криминалец. Како се вика да му ја најдеме пресконференцијата од ВМРО? Ја имаме пресконференцијата. А пушти. Пушти го, дај видеото Дај да му најдеме видеото од пресконференцијата. И режија може и време свирчето да го имаш на стендбај. Ај пушти го тој текст, само скриншот пушти што е направил оно водовод. Ај. Да, ево име пресод на ВМРО, тоа ме интересира. Марија Додевска вика, бугарите ни влегува во влада пред да ги ставиме во устав, па тоа е иронијата. Они по друг канал влегува у државата. Абе, зошто е го видеото? На линкот е видеото? Од пресот? И Алфа објавила. Да бе, таму има и ова. Ајбе, пушти од Алфа, жити се. Симнете го видеото, бе, да. Дајте одма. Абе, зашо го си миња? Да. Одма.
Според пријавата која ја заработи тој во текот на 2018 година во име на предпријатието спровел постапка за набавка на уред за скенирање на подземни линии и наместо преку неа да овозможи рационално и ефикасно користење на средствата од предпријатието, после спроведена електронска аукција на која било постигната висока цена, наместо да ја поништи постапка затоа што цената била висока, Јанески се ставаат запирки, ало, ВМРО. Јанески донел и својрачно потпишал одлука за склучување договор. Леле, несојесно работева служба и го осчетил буџетот на предпријатието за 2,3 милиони денари. А оваа сигурно не е нигде. Оваа сигурно нема никакви функции. Нешто сигурно има ставено шатро нешто таму, живее нешто и така. Па добро. Ама сега оно од собрание Сите се на функција. Он не може сега да иде да Еве да речеме што вика Зенит, еве и 2 милиона да проневерил. Шо бе мечка? Шо се тоа 2 милиона? Ситна роба дуќанчина. Еве иде скапа струјата, што? Ке штедиме, што курац. Ајде ако сега да пуштате да видиме што викале ВМРО ДПМН во 2018 година за 18 или куче значи во 2020 што викале од ВМРО ДПМН за Емил Јанески, кој што денес вечерва е поставен за директор на Прилепскиот затвор. Ајде. И по безмалку една недела од поднесувањето на кривичната пријава од страна на Министерството за внатрешни работи против првиот човек на Прилепски водовод и канализација, Емил Јанески, кој се товари за несовесно работење во службата и предизвикување на штета врз буџетот од предпријатието во висина од 2 милиони и 300 илјади денари, од директорот се уште нема никаква реакција. Предизвикани од неговиот молк, локалните опозиционери побараа Јанески јавно да кажал дали и колку се офајдил од оваа сделка. Според пријавата која заработи, тој во текот на 2018 година во име на предпријатието спровел постапка за набавка на уред за скенирање на подземни линии и наместо преку неа да овозможи рационално и ефикасно користење на средствата од предпријатието, после спроведената електронска аукција на која била постигната висока цена, наместо да ја поништи постапката затоа што цената била висока, Јанески донел и својрачно потпишал одлука за склучување на договор. Според прилепската опозиција, ова не било прв пат името на Јанески да се скандализира, при тоа алудирајќи на неодамнешното истекување на фекалии од пречистителната станица. И по безмалку една недела од поднесувањето на кривичната пријава од страна на Министерството за внатрешни работи против првиот човек на Прилепски водовод и канализација, сега овој директор. Суртуков тогаш бил од СДСМ, направил криминал, тежок 2,3 милиони денари. Не го играле у СДСМ. ВМРО ДПМН го на пресови барале одговорност. Умеѓу време он се скарал и со СДСМ, не се скарал, он видел дека СДСМ нема да тепа, се пресметал дека кај Максим му е болje пошто Максим ќе влезе у влада, и он си влегол у влада кај Максим у партија, ги остил СДС пошто нема да добијат ништо. Овие се така наречени прелетачевичи. Мешка. И сега ветувањето е остварено, човекот е во затвор. Чекај. Да, човекот е Има во затвор. правда. Браво. Космичка. Да. Ево, тоа. И сега овој станува директор на Прилепскиот затвор. Ќе си лежите сега. Сега комуњарите ќе лежат, ќе видат по затворите. А чекај, патриотот Пандов му е сега шеф уствари? Сега патриотот... Да. Пандов ги предлага овие честни кадри. Патриотски посебно. Ова како институт ми делува. Институционално делува. Да, пошто у Патриотски институт у ВМРО ДПМН нема кадар. Чекај. Мора од знам. Мечка, ова е првиот комуњар у затвор уствари. Првиот комуњар у затвор, првиот комуњар стаен од ВМРО у затвор е назначен за директор. И после не можела да се успе у држава.
Има за квалитетните кадри сегде ги бараат. ВСМР. Тоа е. Сте излагале на пресови да зборите за некој си таму... некој си. Емил Јанески, кој е тој? И сега го ставате директор на затвор. А он бил криминалец. Па срам, како, не знам како не ми е срам. Ја не знам како може да не се прави due diligence кога ќе му пуштат список, еве за список за да ставиме директори, да рече добро списокот, дај го кој ти е кадровик сега, дај го кадровик, провери ги луѓето кои се. И пиши забелешка, овој сме го плюкале затоа што крадел пари у водовод, да не се става. Овој има нешто таму зимал пари за да ослободува затвореници, не го става. Ја прочитав. Можда вода нема ли у затворот, викалачки? И сега, шо вика, некој ми пише, ај пуштете шо вика за Таравари. Вика и за Таравари. Значи, во името на граѓаните на Република Македонија, ова е во 2012 кога во Македонија владееше едно ВМРО ДПМН во кое што ваквите луѓе беа ставани во затвор, а не беа именувани за директори. Ова ВМРО ДПМН, овие луѓе ги става за директори. А претходното ВМРО ДПМН, овие луѓе ги апсеше. Сега, и тогаш државата се викаше Република Македонија. Апелациониот суд Скопје во Советот составен од судиите Зуица Наумова, председател на Совет Лилјана Ивановска Шопова и магистар Сафет Кадри, членови на Советот со записничар таа и таа, судски соработник тој и тој, не е битно. Против обвинетите Ибрахим Елјези и ЕМ, двајцата од Скопје за кривично дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори од член 215 став 1 со член 22 од Кривичен законник, постапувајќи по жалбата на обвинетиот Ибрахим Елјези Скопје, изјавена преку бранител Мирјана Иванова Бојаджиевска, адвокат од Скопје против пресуда на Основниот суд Скопје 1 Скопје, донесена во 2012 година. На јавна седница одржана на ден 8.5.13 година во присуство на најавниот обвинител од Висшето обвинителство Скопје Валентина Стојановска, обвинетиот Ибрахим Елјези приведен од КПУ Идризово Скопје и бранителот на обвинетиот Мирјана Иванова Бојаджиевска, адвокат од Скопје, согласно член 400 на Закон за кривична постапка, донесе пресуда. Жалбата на обвинетиот Ибрахим Елјези од Скопје, изјавено преку бранителот Мирјана Иванова Бојаджиевска, адвокат од Скопје, се одбива како неоснована. Значи се потврдува таа на Основен суд. Пресудата на Основниот суд се потврдува. Образложение Основниот суд Скопје 1 Скопје со обжалена пресуда ги огласил обвинетите Ибрахим Елјези и ЕМ, двајцата од Скопје, виновни за кривично дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекусори од член 215 став 1 со член 22 од Кривичен законник, па согласно наведениот член, како и членовите 3, 4, 7, 29, 30, 37, 32, 33, 35, 39 и 47 од казе, ги осудил на ефективни казни затвор и тоа обвинетиот Ибрахим Елјези на казна затвор во траење од 4 години, а обвинетиот ЕМ на казна затвор во траење од 3 години и 9 месеци, во кои казни на обвинетите им се засметува и времето поминато во притвор. Значи, ако е веден, значи е од установата. Ако е веде, да. Не, ова е назначен со решение. Значи, овој човек кој што во 2013 бил осуден со правосилна пресуда за трговија со дрога, сега е директор на затворот Идризово. Значи, он бил упатен на одлежување на казна во Идризово и сега се враќа пак во Идризово, ама сега се враќа као директор. Тоа е тоа. Таа е разликата. Таа е разликата помеѓу ВМРО од 2011-12, 13 и ДПМН од 2024. Ова е разликата. Тогаш овие луѓе деле затвор, сега овие луѓе стануваат директори во затвор. Имаше еден коментар дали ќе сме идели у Европска Унија
не сме можеле. Ја мислам дека со овие политики, мислам дека само за евентуално за Афричка унија сме. Имаше коментар, вика наликуваме на Бурунди, тоа Ангола, Кенија, тоа више Нигерија, сериозни држави стануваат, ние не успеавме. И веројатно сме порано како беше Киро Глигоров, оаза на мирот, денеска сме оаза на глупоста. Честички. Оаза на глупоста. Наркодилер, директор на затвор или нема појак од ова здравје, ха. Ова ти е како со Пабло Ескобар, кој му направиле посебен затвор. Така нешто би му дошло. Таа е некоја паралела. Филип Величковиќ вика, важно иде у затвор, позиција е мање више битна. Тако Да. е. Тако е, господине Величковиќ. Честички. Ја мислам дека го заслужуваат свирчето. Не, мислам дека заслужуваат. Дај да им го даеме свирчето. Сите по една ваква да си земат. Не, крај на емисија уште не е, пошто го имаме, не го искоментиравме Ајатолахот, врховниот лидер. Чекај те молам, да видиме дали како се вика, веде директорите се што се назначени, дали се законски назначени. Ајде. Затоа што министерот за правда нема одговор дали се законски назначени. Ајде. А тие што се асистенти на Тетките? министерот за правда Филков, довикуваат од позадина и викаат, па добро, тогаш ќе треба сите веде директори да ги Ама ти разрешиме. знаеш што? Жане од кадрово секогаш боле знае од министерот. Да се слушаат и овие, како се вика, се слушаат и овие што се од позадина. Тие како- женичките на Пандов да не себе. Може да се женичките на Пандов. Може да се женичките. Не, ја знам кои се, ама нема да ги спомнам. Ајде. Ама сам да кажам, тие довикуваат, па добро тогаш, ако не ќе треба сите да ги сите Не. веде директори Ма да ги не. разрешиме. Тие се И стручни пак со- одлука Чек, влада, па Тоа се седници. стручни Не. соработници на министерот за правда Филков. Го имаат прочитано законот, барем едно. А Филков пробуваше да, ама чекај, владата има решение за ова зона, арно, ама има закон под кој што се води, не Малце го владата. заебале. Да го зебаа Филков. Ајде да видиме Филков како го ставија женичките во непријатна ситуација. Дали открите во меѓувреме кој закон го прекршивте со назначувањето на Пандов за директор на управа за извршување на санкции, за веде директор? Не знам дека прекршив закон. Не видевме да го погледнете законот за висока раководна служба? Зашто? Затоа што во членот 37 каде што се уредува институтот веде директор, вика дека, парафразирам, доколку надлежното лице не е во можност од некоја оправдана причина да назначи директор на институцијата, може да назначи веде директора во одредот на вработените во управата. Не, сега ќе ви кажам што погледнав само секунда, затоа што премногу прашања се отворени. Секунда само. Ме прашувате за именувањето на Пандов. Вака, Александар Пандов е именуван за веде директор на управата на седница на влада на 2 јули. Пандов ќе извршува оваа функција веде се до изборот на нов директор по пат на јавен оглас, во кој прецизно се наведени условите и критериумите за избор. А тие услови не би ги исполнувал за директор. Ама единствениот закон... Затоа е вршител на должност. Вршител на должност е законот за висока Дай ми раководна го служба. тоа. Не е во закон за административни службеници, не е во закон за работени за јавен сектор, не е ни во закон за извршување на санкции. Веде директорот е во закон за висока раководна Значи, служба и треба да биде одреден Во законот за извршување на санкции нема одредби за критериуми за избор на веде директор. Затоа, вие сте правник. Кога во специјалниот закон нема, одите кон поопшти Во решението на владата, да ја подсетам, за именувањето на Пандов, владата се повикува на член 27 став 2 од Законот за извршување на санкции и членот 36 од Законот за влада на Република Северна Македонија. Сега да ве вратам на друг член. Во член 36 став 4 се вели: со решение
владата врши именување и назначување, односно разрешување од должност на директори кои раководат со органи на државна управа, државен, односно генерален секретар и други именувања и разрешувања за кои е овластена и одлучува за други прашања и за управни работи. Така е. Меѓутоа законот за висока раководна служба и тој институт има причина зашто се уредува дека мора да биде одредот на вработените. Не може, например, во училиште да ставите директорот затвор, не знам, некој што санкционира и обратно. Не може директор на училиште или наставник да биде Не мислам дека треба сите веде да се сменат. Ама тоа е проблем на тие што ги назначиле, значи законот е многу јасен. Мора да биде одредот на вработените. Ви благодарам. Нема еден ден работа во областа на санкции. И тоа не ми е јасно, ве прашав, ние разговаравме по телефон со вас. Малце поопширно, да. И ви кажав дека ќе дојдам и на емисија. Добивте на идеја да го назначите Пандов, кога апсолутно нема никаква врска. Он е ваш предлог. Мислам, секој директор на управа за извршување на санкции е предлог на И затоа се договоривме дека ќе дојдам на емисија за да ви дадам одговор на сите прашања. Повелете. Па ако не сите да ги разрешите. Па ако не да ги разрешите. Па да. Па управо сте. Да ги разрешите. У суштина дојда, види, вака така полека дојда до суштината. Треба сите Ама да рече ги дека ќе разрешите. дошол кај нас у емисија. Ја мислам ќе дојде. Пошто Александра му поставуваше прашање. Да. Значи он на нези каже, се договоривме дека ќе видиме во емисија. И фин, културно. Фино културно, се окей, ама женички ве го ставил непријатно. Да. Ако не треба да ги разрешиме сите ВД директори. Така Па е, треба. Треба. Ајде да видиме зошто. Пуштете го законот. Полека ќе дојдат до суштината. Сега колку дена влада има? 30 дена. Може нешто да им се протнало, што би рекол Јанушот, им се протнало. Им поминало. Милиарда ситуации или ситуација со милиарди решаваат. Ајде, ВД, вршило член 37. Како се каже законот? За висока раководна служба. Во случај кога поради објективни причини, кога што се немање на доволно кандидати, предвремен престанок на мандатот, пролонгирање на постапка за селекција и друго, предпоставениот функционер, во случајот министерот за правда, може да назначи вршител на должност до избор на висок раководител од редот на вработените во институцијата. Значи, Пандов би требало да биде претходно вработен во управата за извршување санкции, за да го исполни единствениот услов за да биде ВД директор. Пандов не бил вработен во управата за извршување санкции пред да стане ВД директор. Со што Филков предмалку кажа дека владата мимо овој закон, значи владата се ставила над законите и го назначила за ВД директор. Арно ама во правењето на тоа кривично дело, бидејќи тоа е кривично дело од став 353 од кривичен закон. Филков не ми го гаси законот. Па ќе ти кажам кога треба. Филков, бидејќи е предлагач на Александар Пандов за ВД директор, и Филков е одговорен по 353. Владата е и Филков. Филков е кабинетот на владата. Значи, одлуката став 2 на овој член не се објавува на страниците на Комисијата на ВРС, Собрание на Република Северна, Влада на Република Северна, општините град Скопје, општините на град Скопје, Агенција за администрација и институција која. Што значи дека ова важи за сите? Честички. Честички. Еден ден, едно прекршување на законите и уставот на Република Северна Македонија. Морав со уредникот Ајде, да се ми го консултирам. 353 и стави го под ова. 353. Или уште еден затвореник негде. Аце Вентуровски не се вклучи друг новинар да го брани министерот, туку се вклучија Женичките. Женичките, вработени во Министерството за правда да го бранат министерот.
И го одбранија И многу. го одбранија. Немој не ме брани. Да, немој ме брани. Ако не па да ги разрешиме сите, тогаш ќе треба сите ВД директори да ги разрешиме. Да, ќе треба. Ќе треба. Ќе треба. Ќе треба. И ќе треба да одговарате кривично, тоа е 353. Па добро. Па е. А ајатолахот? Поздрав Војводи од Инфомакс. Поздрав до Трифуно Транспорт. Роки Рус вика, елајте си мачиња кај мечка да предете глатко. Мяу. Мец. Мец. Мяу. Да видиме, ајде, 353. Не е битно, само тук во 35 во новиот 353 се скратени само роковите, ништо друго. Службено лице кое со искористување на својата службена положба или овластување со пречекорување на границите на своето службено овластување или со неизвршување на својата службена должност ке прибави за себе или за друг некага користи на друг и му нанесе штета, ќе се казни со затвор до 6 месеци до 3 години. Значи со својата службена положба или овластување, со пречекорување на границите на своето службено овластување. Граници на службено овластување се законските граници. Законот што дозволува, што забранува. Значи тоа е границата. Законот забранува да ВД директор да се постави на по дискреционо право. Законот за ВД директор точно кажува кој може да биде назначен за ВД директор. Не може ни Мицкоски, ни Хомеини, ни Бенджамин Нетањаху, ни Бајден да го назначи Пандов за ВД директор, бидејќи не е во согласност со закон. Што би рекло? Ако назначувањето е противзаконско, тогаш и одлуките на Пандов што ги донел во овој период се незаконски, невалидни, непостоечки, бидејќи не се донесени во соодветна законска постапка. Што би значило дека Катица Јанева, например, ако има добар сега, например, адвокатски тим, би требало да го даде на суд Пандов и да му рече, види сега Пандов, овдека ти си незаконски. И владата исто така, и министерот за правда. Ти си донел решение кое што не е законски, бидејќи ти си незаконски назначен. Ама Катица имаше све шески и не знаел. Ето, ами има правен, треба да има правен тим. Иначе Сега, ако сторителот е прибари, не е битно, ако сторителот набреда, Океј. И сега имаш закана мечка, имаме односно. Кој бе? На Facebook. Чеде? Ацо Ристич вика, ќе ви дојде Пандов, ама да ви ја затвори вратата од другата страна, честички. Ацо? Чао. Милан Наумчев, чекај. Добро бе, еве го назначиле, ајде, шо ме сменете вие двајца што се глупирате тука и тресете глупости. Управо си, брат, тресеме глупости. Да. Ти очигледно знаеме дека многу си паметен. Уживај, брат. И знаеш како, и знаеш правопис дури знаеш. Да прочитам уште еднаш со твојот правопис. Правописот слабо. Ај па прочитај. Добро бе, еве го назначиле, ајде што се ме сменете вие двајца што се глупирате тука и тресете глупости. Шо? Ја би му го одземал правото на глас. Ей, мечка и овој со него. Кога ќе правите па емисија? Кој му гето? А отвори позади.
Работите излева надвор од контрола. Почнува тешки муабет.